Значи, образованието е еден од главните приоритети во програмата на твоја партија, меѓутоа тоа е еден од 5 приоритети кои се издвоени меѓу изборните приоритети на партијата. Тоа не е случајно направено, заради тоа што сметаме дека тоа е еден од оние клучни елементи од кои што зависат многу други кои што ми се спомнати во програмата и во изборните приоритети. Денеска за тоа разговараме со Емилија Петровиќ, која што е наставничка во основно веќе 25 години. Отприлика. Отприлика, да. Со Тања Дејановска, која што е член на управниот одбор на Сојузот на стопански комори, за малку да видиме што е она што го поврзува образованието и со бизнисот, и со тој развоен елемент на државата. Тања, ти си член управен одбор на Сојуз на стопански комори, така? Да, така, добро вечер на сите. Добро вечер и со мене која што доаѓам од Универзитетот Кирил и Методи и која што член на НАКС, на Независниот академски синдикат. Значи, она од што тргнавме кога ги формулиравме елементите поврзани со образованието и во програмата и во изборните приоритети беа некои податоци кои што навистина застрашуваат. Прво, дека во Македонија се издвојуваат најмалку средства за образование од цела Европа. Потоа дека сме функционално најнеписмени, дека немаме ниту еден универзитет во првите 1000 универзитети во светот и она што неодамна беше кажано, кое што дефинитивно е многу загрижуващо, дека 10 години државата нема финансирано ниту едно истражување. И она што јас го знам од истражувањата кои што ги правиме преку НАКС, е тоа дека старите универзитети, како што се Универзитетот Свети Кирил и Методи и Куприн-Охридски, изумираат. Изумираат заради тоа што во последните 20 години нема вработување на млади кадри. И пополека професорите се пензионираат, пополека почнува да се намалува бројот на научен кадар на самите факултети, на истражувачките институции и со тоа, навистина, ја не знам како би можело и да се очекува некаков квалитет во целокупното образование, да не зборуваме само за високото образование. Ова да ви кажам го поврзав и со некои податоци кои неодамна беа пласирани наоколу за финскиот модел образование, во кој што се вели дека сите оние кои што предаваат во основно и средно образование мора да имаат магистратура. Според платите и според статусот кој што го имаат, се на ниво на среден менеджмент во крупни бизнес компании или на ниво на професори на универзитет. Мене ми интересира какво е твоето искуство од она со што ти се соочуваш во секојдневната работа, Емилија, Маја. Емилија, што е она што ти мислиш дека твоја партија би можела да го направи како на еден пократок, меѓутоа и на еден подолг делување во оваа област? Така. Ние во програмска рамка наведовме дека образованието треба да биде инвестиција, а не да биде трошок. За да се има инвестиција, треба да имаме и буџет, а според последните пресметки, образованието е трет сектор во кој што се прават најмногу кратење од буџет. Така да во септември, кога е направен тој ребаланс на буџет, предвидено е од образование да се скратат дури 18 милиони денари, што искрено не е така мала сума. Според ова кратење, доаѓам до заклучок дека всушност образованието представува трошок
а не инвестиција, и тоа е она за што ние би се сосема обратно од она за што ние би се залагали. Што значи да се инвестира во образование? Да се инвестира во образование значи да се инвестира во квалитетни и континуирани обуки за еден наставен кадар. Инвестирањето треба да продолжи во програми, така што програмите треба да бидат прилагодени и да ја развиваат љубовта на учениците кон учењето, а не да создаваат фрустрации. Ние денеска се соочуваме со ученици кои што навистина учењето им представува проблем и навистина се фрустрираат. Обезбедување на нормално... Само да те поддржам во ова пред да продолжиш. За шведски или за норвешкиот образовен систем во оние основни цели кои што имаат дадено, имаат напишено вака дека сакаат да добијат образование во кое што ќе се образуваат среќни и здрави деца кои ќе учат во работа во релаксирана атмосфера. Така, ја ги проучував исто тие работи, навистина разликите се огромни. Потоа инвестирањето би требало да продолжи и да создаде нормални услови за работа на секој наставник и на секој ученик, па дури на стручните соработници на техничката служба, односно да се инвестира во самата инфраструктура и во подобрување на хигиенските услови кои што ги имаме во училиштата. Да се инвестира во осовременување на методите и помагалата за изведување на настава. Ретко кое училиште денеска е комплетно опремена онака како што треба со методи и со помагала за изведување на самиот наставен процес. Кратко, значи треба да го вратиме достоинството во образованието. Потоа треба да се инвестира во инклузивност, во инклузија во образование и тоа да биде подеднакво квалитетно за сите учесници. Значи за децата што имаат деца со посебни потребни и за сите останати. Инвестиција во образованието треба да произведе всушност млади кои ќе бидат задоволни и ќе бидат компетентни да можат утре општеството да го движат напред. За квалитетно образование пред се потребни јасни и квалитетни учебници во кои нема да има дискриминирачки содржини и говор на омраза. Денеска сме сведоци на еден куп такви содржини, дури излегуваат и по социјални мрежи, родители ги сликаат, се она што ќе приметат и никој не најде за сходно, значи да ги промени тие работи, тие исти учебници со години се провлекуваат во училиштата. Според статистиките кои што се водат во последните години, нашите ученици имаат катастрофални резултати во ПИСА. А имаме голем просек на завршена годишна оцена кај ученици во средно и во основно образование. Всушност, нашите петки во образованието представуваат единици во ПИСА. Според мене тоа се должи на тоа што кај нас се форсира квантитет, а не се форсира квалитет во образование. За пример, ќе земам 9-то оделение, тие има 33 часа неделно или во просек тоа би се рачунало 6,5 часа дневно. Деца кои што седат на настава на 1 час од 40 минути. 6,5 часа секој ден. И изучуваат 15 предмети. Ја мислам дека административни работници нема кои што седат толку време на едно место. Затоа и ги земав како пример, тоа се деца од 14-15 години, верујте, навистина им доаѓа премногу, не го сакаат учењето, не го сакаат тоа седење во училишна купа 6,5 часа. 15 предмети изучуваат ученици од 9 оделени. Програмите им се неприлагодени, а според Биро за развој, по сите 15 предмети треба да имаат барем 4 теста годишно. Што исто така за мене е голема грешка, затоа што предметите како што се физичко и здравствено образование, музичко, ликовно за деца треба да представуваат час на кој што ќе се релаксираат, а не да се спремат за да прават тест. Според ова, еве ќе направам една паралела со развиените земји, односно земјите кои што имаат одлични резултати на ПИСА, таму учениците изучуваат по неколку општи предмети и голема и
акцент е ставен на изучување на вештини. Било каков тип на вештини. Вештини шиење, готвење, дрводелство, вештини на говорење, творење, вештини на барање информации. Всушност ги спремат учениците сами да размислуваат и да доаѓаат до заклучоци, а ние овдека ги оптеретуваме со програми, со настава која што дури наставниците не може. Меморизирање на податоци, така? Да, само им пласираме податоци, ништо друго. И уште една паралела ќе направам со нашето образование и тоа кај оние успешни држави што покажуваат резултати на во ПИСА. Кај нас средното образование е задолжително. Таму не е. Бидејќи се наметна средното образование како задолжително, тука 90% од учениците кои ќе завршат средно образование сака да запишат факултет. А бога ми, факултетите ги имаме повеќе него што треба и нормално од тоа да произлегува неквалитетен кадар и да не се води сметка за тоа дали тој кадар е потребен или не е потребен на нашето општество. Значи имаме кадар дефицит, јас предавам математика и природни науки се дефицит, од друга страна се прави суфицит економисти, правници и да не ги бројам, не знам кои се. Во земјите во кои што образованието е инвестиција, стварно се занимаваат со ова. Тие образованието го формираат спрема афинитетот на ученикот. Какви афинитети ќе покажат децата, значи се форсираат во таа област. Кај нас сите деца со било каков афинитет ние им пласираме на сите едно исто да учат без разлика дали тие се заинтересирани или не. Тема за која Емилија, оно што јас го видов, да речеме, и што сум го видела проучувајќи ги различните системи на образование, е дека во многу голем број од овие развиени држави се оди на еден многу интересен нов пристап во образованието, посебно во основното, меѓутоа и во средното, а тоа е на алтернативност и флексибилност, оно што сега ти го спомна. Значи тие одат со некое јадро на информации кои што мора во секое училиште од било која категорија да се учениците да го добијат, меѓутоа се останато е на некаков начин оставено на самите наставници. Самите тие ги креираат сучност од програмите, зависно од нивните ученици, од средината во која што предаваат, од потребите на заедницата. Колку е тоа возможно кај нас да се направи денеска во овие услови во кои што постои образованието? Па, ја мислам, толку многу се експериментираше со промени кои се наметнуваат буквално секоја година, а носат лоши резултати. Факт е, ние немаме никакви резултати, дури покажуваме најслаби резултати во читање. Системот на образование треба да се смени, ама од страна на луѓе кои го разбираат тоа и кои го сакаат образованието. Значи, не може секој да се бави со тоа. Јас искрено после толку години работа во образование немав министер кој произлегол од образование. Која знае факултет многу министри за образование. Проблемите настануваат во основата, во базата кај нас. Јасно. Немавме таков министер кој ќе се занимава со основата, со базата, кој ќе образованието ќе го стави на цврсти темели, значи од почеток, од 7 годишна возраст на дете. Кога зборувавме за финансиите, се спомна дека не само што не се доволни, меѓутоа во одреден момент со ребалансот дури се одземаат и тие малку средства се дават, меѓутоа она што многу често се појавува како проблем кој што го посочуваат од образованието, тоа е лошата дистрибуција на средствата и на тие средства кои што се даваат. Односно, најголем број од средствата никако не се во рацете на самите училишта, независно што постојат тие блок дотации и слично, за да можат тие самите да располагаат со нив и да ги
распоредуваат како што им одговара, туку наметнато е дозгоре на кој начин да се распоредат. Дали некоја поголема слобода тука би можела да придонесе за подобро искористување на средствата, за да не им ги земаат барем со ребалансот на буџетот? Би требало. Ние сме и средни, основни општински училишта, па според тоа општината располага со наши средства. И колку сум запознаена, да, до пред 6-7 години бев училишен одбор и знам два пати по 4 години и знам дека секоја година буџетот на училиштето во кое што ја работев се намалуваше. Добро, и тоа доаѓа од општината или? Па би требало да доаѓа од општина, затоа што ние директно се финансираме тие некои сметки што ги има од општина, ние сме општински училишта. Платите ни идат преку Министерство за образование, општините го финансираат останатото. Мислам, тоа се блок дотации, да, ги добиваат и они од државата, меѓутоа не ги распоредуваат најверојатно така како што би требало. Дали училиштата, наставниот кадар, директорите учествуваат на било каков начин во тој процес на одлучување во рамките на општината, кога се врши дистрибуцијата, распределбата на средства? Еве, вие сте 20 години во образование, дали знаете за такво учество? Па сега дојдовме до она осетлива тема, директорите ни се, да не се налути мојот директор, може би ме слуша, не знам, се партиски поставени функционери во училиште, не по професионалност, не викам дека мојот директор е таков, нели, али претежно се такви и потоа играат онака како што ќе им кажат од општините. Јас извинувам на изразот, ама така е. Значи имаат формално правно можност да учествуваат во тој процес, меѓутоа бидејќи се партиски кадри, едноставно се штитуваат од тоа право, така? Така, се штитат себе си, најверојатно. Тања, како е задоволна бизнис заедницата со вако видно образование? Што е она што би можеле од ваша перспектива да ни порачате? Вака, во изминатите години ќе се согласиме и јас и бизнис заедницата со Емилија дека во изминатите години многу пати алармираше бизнис заедницата за проблемите со образовниот систем и баравме ние итни реформи во образованието. Меѓутоа, впечатокот е дека секои реформи како се прават во образованието, тие повеќе не уназадуваат, него ништо не унапредуваат. Особен проблем за бизнис заедницата представува дефицитот на стручен кадар. Дефицитот на стручен кадар се појави во еден период кога се направија такви услови во Македонија да секој 90%, поточно 89,1%, 89,9% така нешто беше, од учениците што завршуваат средно образование се запишуваат на факултети. Без разлика државни приватни не е важно и со тоа се изгуби за неколку години се изгуби активната работна сила во државата. Значи, потоа ние добивме, највеќе беше застапено менаџерството и ние добивме на пазарот на трудот најмногу менаџери кои имаат 22-3 години. Револтот мислам, не е тоа револт, да се разбереме, тоа е, значи, менаџери на 22-3 години не може да бидат на истиот ранг на искусни менаџери. И не може истите да очекуваат да бидат платени како, да речеме на некој начин, вистински менаџери. Тие сакаат титулата да им биде платена, така? Да, тие сакаат титулата да им биде платена, дипломата да им биде платена, што е апсолутно во ред, апсолутно го поддржуваме тоа. Меѓутоа, проблемот е што ниедна компанија, ниеден бизнисмен не може да го префрли бизнисот и да го остави на раководењето на менаџер кој вчера завршил на 23 години факултет за менеджмент. Па добро, ние државата ја ставаме во раце на министри кои што вчера завршиле факултет. Зошто бизнис заедницата не може да... Токму така, меѓутоа, видете, државата ја ставаме
во рацете на таков тип на менаџери, вчера завршени, млади деца, и затоа го гледаме раководењето со државата овие изминативе 29-30 години. И затоа денес дискутираме за реформи, односно не реформи, уназадувачки реформи во образованието. Ние затоа го имаме денес тој проблем. Кога ние ќе ставевме искусни луѓе кои се занимаваат со образовниот сектор, како што вели Емилија, ние денес немаше да разговараме тука, ќе разговаравме за дигиталните платформи и проблемот на дигиталните платформи во образованието. Немаше да разговараме за основните базични проблеми кои ни сме ги имали и пред 30 години, дури и можеби не толку изразен. Што мислите, дали на некаков начин и на каков начин би можела бизнес заедницата да помогне на образованието? Што е оно што може бизнес заедницата да даде? Така. Ние како бизнес сектор, значи, со години баравме реформи во образованието. Во еден дел успеавме, баравме во смисол на да го смениме овој дел од пазарот на трудот и апелиравме, значи, повеќе да се стимулира стручното образование. Бидејќи се јави потреба на пазарот на трудот, се јави потреба во приватниот сектор, се јави дефицит на стручно образование лица. Највеќе со средно училиште, со средно образование, а исто така и со високо образование. Го алармиравме тој проблем, тоа е со години, значи тоа е негде 7-8 години како се алармира овој проблем, значи не е година-две проблемот постоечки. И баравме реформи во образованието, значи учениците да се насочуваат кон секторите за кои државата, односно приватниот бизнес сектор има потреба. Некои сериозни реформи во тој дел не видовме. Единствено што видовме е воведувањето на неодамнешниот закон за практиканство, значи тоа дава надеж кај младите. Разбирате? Бидејќи во текот на годините со образованието и постојат кај стручните училишта, постоеше и дел на пракса. Таа пракса во низ годините се изгуби. Значи учениците го посетуваа училиштето, средното образование, меѓутоа праксата се изгуби. Таа изостануваше, беше сведена на проформе присуство од еден месец во јуни или во јули месец за да се добие потпис за да се продолжи понатаму. И сега со воведувањето на практиканството тоа се враќа назад, меѓутоа и ученикот не е злоупотребуван, да речеме, како работна сила, туку и е платен награден како што е во западноевропските земји. Да речеме. Дали ова што го спомна Емилија за проблемот со обавезното средно образование и менувањето на тој пристап би било добро за бизнес заедницата или пак би создало поголеми проблеми? Најголем проблем е дефицитот на стручен кадар и насочувањето на учениците. Тоа е најголемиот проблем за бизнес заедницата. Значи, во која форма тоа ќе биде спакувано, важно е ние да добиеме спремни значи, ученици, односно работници. Таа спремност е многу битна, бидејќи кога со проблемите со политичко-економската нестабилност во државата се појави масовен одлив на стручниот кадар. Стручниот кадар пред се беше на удар градежништвото. Тоа се стручни работници. И тука страдаше градежништвото. И сега ние кога секој ден гледаме на вести капитални инвестиции, а немаме кој да ги изведе тие капитални инвестиции. Знаете, градежништвото беше прво на удар. Одма на удар се секторите во државата. Штом не се со образованието, на удар се секторите, сите сектори во државата. И сега во даден момент ќе биде одреден сектор на удар. Потоа ќе биде друг сектор на удар. Значи вие знаете, имаме ние масовен одлив на доктори. Имаме масовен одлив на средномедицински кадар, кој со средномедицинско, значи стручен кадар.
И ние за неколку години ќе имаме и дефицити. Денес се соочуваме со дефицити на матични доктори и на специјалисти. Не имаме многу ние на број. Посебно во оваа здравствена криза, да ја наречем. Повели, Емилија. Доведовме до тоа дека инвестиција во образование уствари представува инвестиција во економија и развој на секое модерно општество. Апсолутно. Општеството зависи директно од образованието. Затоа е образованието еден од главните столбови во секое општество. Влог во иднина на секое општество. Така. Супер. А јас би сакала, Емилија, едно друго прашање некако да го отвориме. Нешто што е поврзано со инклузијата и со спремноста на нашите училишта на вистина да бидат инклузивни, меѓутоа не само за децата со посебни потреби, туку и од аспект на мултикултурноста, народовата еднаквост и слично. Сега баш денеска ми се чини прочита некои податоци од истражување во кое што се зборува за неверојатно големото ниво на насилство во нашите училишта, на нетрпение, врсничко нетрпение меѓу децата во една таква атмосфера во која што има непочитување, во која што има и говорна омраза, па и физичко насилство. Многу е тешко да се зборува за било кој облик на инклузија. Тоа е оно што би требало да се направи, од каде да се почне, за да може ние да направиме училишта во кој што атмосферата ќе биде соодветна за да можеме да зборуваме за инклузија. Па ја мислам дека самиот наставен кадар не е обучен за да работи инклузија во настава. Законот е донесен, требаше да се имплементира од септември 2019, значи оваа година, учебна прва година, каде што ќе се имплементира инклузија во настава. Меѓутоа, ние директно во настава која што сме немавме никаква обука за тоа. А што е со општото насилство во училиштата? Од каде доаѓа таа енергија кај децата која што оневозможува дури и нормални односи во оделенијата, во наставата и слично? Ја лично немам искуство во моје училиште кај што работам со такви проблеми, меѓутоа им разменувам искуства со колеги од други училишта и секогаш се доаѓа до еден исти заклучок дека проблемот најчесто е лоциран дома, во семејството. Живееме општество во кое што семејството како основна клетка на општеството е разнишен. Јас би додала не само дома, се согласувам апсолутно дека проблемот може да потекнува од дома, него пред се јас мислам дека потекнува од општеството. А тоа е. Семејството е клетка на општеството. Основно. Меѓутоа, јас ги гледам и ги слушам. Значи, децата се, нашето општество е отруено од политика. Отруено е од партизација, од поделби, на секаков основ, али највеќе на политички основ е отруено. Не е ни толку на етнички, мислам дека тоа етничката поделба се изгуби комплетно, труењето масовно е на политичка основа. И сега ќе слушнете деца, јас сум слушала, значи деца од 5, 6, 7 години зборуваат за ВМРО, за СДС. Што знае тоа дете за ВМРО, за СДС и за не знам политички партии? Се тепаат, значи имав ја пример кај ќерка ми во училиште, да, 7-8 оделение, степани двајца, едни од родители. Немаме германци и партизани, сега имаме ВМРО ни со. Да, баш така, баш така. Чудно е, значи деца бистрат политика. Пак ќе кажам, тоа е пак наметнато дома. Значи, ја ако се бавам со политика, имав едно политичко искуство, знаете, мои деца воопшто не ни знае дека јас сум политички активна еден период, некои 4-5 месеци од мој живот. Немаше потреба ја тоа да го носам дома, нели? Значи, семејството не ни функционира. Добро, ние не можеме да влијаеме толку многу ни на заедницата, ни на семејството. Меѓутоа може да се влијае на она што се случува во училиштето. Кои елементи би можеле да ги смениме во училиштето за да може да го адресираме тој проблем? Да речеме, во светот многу се зборува за мали училишта.
Значи, наместо овие големи, гломазни училишта и слично, мали училишта кои што стануваат една многу по-хомогена заедница, во која што полесно можеби може да се адресираат некои од овие проблеми и овие различности. Дали тоа би можело да биде решение кај нас? Би требало да може. Сега пак и се вратам на оние земји, вие ги спомнавте Шведска, Финска, не знам, моделот на образование. Флексибилна настава. Таму часот не трае 40 минути. Децата не се врзани на столче да седат 40 минути, ние да сме фигура во кој тие што ќе гледаат и ќе слушаат и ние ќе го наметнуваме оно што треба да го научат. Значи таму е поинаков пристап кон децата. Седат во круг, во групи. Ако учат математика, втор час нема да им биде македонски. Ако имаат проблем, цел ден ќе решаваат математика. Значи денеска ќе се посветиме на математика. Немаат рамка во која што се изведува наставата. Буквално се користи интересот на учениците за да се креира часот по кој што ќе работат. Ако некој од децата не пројават интерес за тоа што е планирано, мора да има некој план за настава. Имаат асистенти кои што работат, го издвојуваат тоа дете од група и го занимаваат со она што или му даваат да се занимава со она што се негови афинитети. Ако е час математика, тоа сака да црта, ќе го остава да црта додека другите учат математика. Отприлика така се решени тие работи и спомнав јас за критичко размислување во наставата, значи она што ние го немаме. Според сите истражувања, критичкото размислување ги поттикнува логичкото мислење, јасноста, прецизноста, објективноста, длабочината, ние тоа го немаме во наше образование и овозможува дистанцирање од предрасуди и во современи образовни системи. Добро, јас колку што гледам, и мислам дека ти, Емилија, го спомна на почетокот тоа, вие од Бирото за развој на образованието готова програма. И таа програма е поделена по месеци, по полугодија, тромесечја, денови, распореден е целиот ден и слично. И каде е тука можноста било што да се индивидуализира кога треба да се изврши една таква многу децидно дадена програма во која што се вика дека треба да се поминат толку и толку часови за ова, толку и толку методски единици за ова и на тој начин всушност се квантификува знаењето, меѓутоа воопшто не се стопува квалитетот на знаењето кое што децата ќе го добие. Никаде. Значи дека треба промената да ја почнеме прво од Бирото за развој на образование. Да, дефинитивно. Нас не гонат, значи, буквално од Биро за развој, да ја следиме програмата, дури јас бидејќи работам Кембридж, кога почнав прва година да работам, и бевме на една обука и сега поставуваме прашања како да се оди да настава, не ни е познато, друг систем, друга програма. Се вика што ви е во програмата и мора да се држите до рамка на таа програма. И сега јас имам 180 часа, 6 одделение математика, во 180 работни школски ден. Имаме празници, значи не можам да ги завршам сите 180 часа, верујте ми, лошо е што ќе кажам, и што имаме тие работи. Значи, Емилија, каков е, значи, слушнавме во јавноста изминативе години со воведувањето на Кембридж програмата, многу жалби и поплаки од родителите. Кое е вашето мислење и дали сметате дека тоа треба да се коригира, треба да се смени, треба да се подобри? Јас не сум едуцирана да предавам на тоа ниско ниво. Мене ми е проблем да се спуштам на нивото на кое што не е програмата. Значи се согласувате дека јас имав прилика да помагам на ученици и јас се изненадив колку е на програмата на ниско ниво и како не може ни основните работи да се објаснат на учениците. И во тој момент почнав да ги разбирам родителите за нивниот проблем со кој се соочуваат и децата, значи не можат, едноставно не може да го разберат. Според психологија
на деца до 3 години осознаваат, после учат. Тоа ја го имам учено во психологија. Во програма Кембридж за 12-13 годишна возраст пишува осознава. Целта е осознава. Не може на таа возраст дете, не смее да осознава. Добро, значи од Мора ова да има може знаење. да изведеме неколку заклучоци. Прво, дека дефинитивно мора да има прво, пред да почнеме со реформа на образованието, реформа на бюрото за развој. Значи мора да пристапиме кон реформа на програмите кои што би оставиле барем 30%, ако не повеќе, простор за флексибилност, за индивидуализација, за се она што е поврзано со конкретното движење на едно заедница, па и на едно оделение и на група деца. Така, трето, дека дефинитивно мора да влезат училиштата во она што представува распределба на средствата, за да можат тие да бидат насочени таму каде што би требало најдобро да се искористат од училиштата. И четврто, потребен ни е малку поинаков кадар. Кадар кој што ќе може да се справи со некој од тие нови надежности кои им се даваат на наставниците, професорите и на сите оние кои што работат во училиштето. Еден елемент ние го имаме ставено во програмата и јас баш такав да слушам во пракса како е тоа, тоа е знаење за климатските промени и вештините справување со климатските промени. Дали воопшто во нашиот образовен систем, било во содржините кои што се дадени како програмски содржини, или во она што представува работа конкретна во пракса, постои било какво спомнување на климатските промени. Само за момент, Емилија, мислам дека не се слушаме. Мислам дека има мјут направено. Додека се вклучи Емилија, професорке, може едно прашање и мислење до вас. Се вклучивме? Добре. Емилија, кој ќе продолжиме? Јас заборав кај застанавме. Кај климатските промени, дали има било какви содржини? Ја искрено немам сретнато такво нешто. Во ниеден учебник, во ниедна програма, дури испрашував нешто природни науки што изучуваат, не. Сега имаме исто класни часови или оделенски, каде што и јас сум оделенски раководител, исто имаме однапред приготвено програма, дадена од Биро за развој, по која што треба да се придржуваме, и тоа е чиста глупост. Верујте ми, јас ги пишувам часовите. Меѓутоа, сама си бирам работи за кои што ќе зборам на час и зборувам и за тие глобални затоплувања, за екологија, како учениците размислуваат, меѓутоа тој има слободен час и вишок час, да ви кажам искрено, покрај толку многу редовни часови за кои што они мора да бидат спремни за настава, тој им доаѓа малку вишок, нешто малку ќе истражат, ќе им дадам така на интернет да истражат, ама тоа е се многу кратко. Истражуваат затоа за да ја завршат обврската, да ја завршат задачата, не за да научат нешто. Имаме проблем со тоа, да. Значи, глобалниот, основниот проблем со кој што се вели дека ќе се соочи човештвото во многу блиска иднина, што се вика се соочуваме веќе денеска,
а за Македонија се зборува дека дефинитивно ќе биде под удар на тие климатски промени, воопшто не се спомнува во образовните содржини и децата не се подготвуваат, макар да размислуваат од низ призмата на она што ни се случува и што не очекува. Не, никаде. За жал. И екологија, и што тоа е еден од поголеми проблеми, се соочуваме и што многу ѓубре. Значи, животната средина е така патемно се спомнува, така. Да, значи ние во тоа работиме на наша доброволна база, колеги кои сакаат, значи кои мислат дека треба да го сработат на тој оделенски час, за останати не можам да тврдам, не ни обврска да го работиме тоа. Јасно. Тања, сакав да се надоврзам, бидејќи вие сте во секторот образование. Дали сметате дека треба да се воведе предмет уште во основно образование за општествена одговорност, што би можело да вклучи и предмет нели за екологија и климатски промени, бидејќи ние многу се соочуваме, како што рековте, со агресијата на децата, која почнува од најрана возраст. Децата веќе не разликуваат што е добро, што е криминал, некако се тоа стана нормално. И тоа јас не можам да го прифатам дека тоа е ново нормално, дека ние криминално треба да го прифатиме како нормална работа и дека така децата треба да ги да го преќутуваме тоа. Според мене, мислам дека уште во основно образование треба да воведеме еден предмет за општествена одговорност и екологија, за да се развозви свеста и да почнеме да едуцираме генерации нови, значи кои во иднина нема да го уназадуваат овој наш менталитет кој е вака не е општествено одговорен. Ние секогаш се воодушевуваме на западна европските држави, кога ќе видиме како е чисто, како сите се како нема ѓубре, како нема отпад, како луѓето се грижат за средината, меѓутоа тоа е тој општествено одговорен момент и менталитет кој кај нив е развиен, а кај нас го нема. Или е многу малку застапен кај нас, значи тоа се можеби 10% од населението кои го имаат во себе. Ја мислам дека не станува толку спор за посебен предмет за општествена одговорност, толку за развивање на чувството за јавно добро. Значи, кај нас на никаков начин избега од образованието и од воспитувањето, бидејќи тоа се две комплементарни нешта, препознавањето на јавното добро како свое собствено, лично добро. Значи, во моментот кога ние луѓето ќе ги научиме дека јавното добро е корист за сите нас, дека јавното добро е нешто кое што не можеме да го поврзиме само со некој друг. Тоа е туѓо нешто. Во тој момент ние ќе почнеме и да учествуваме во неговата заштита. Значи, кога ќе излезам јас на улица, тоа не е веќе кај мене дома и тоа е ничие земјиште, не е мое и можам таму што сакам да правам, гајле ми е. Значи, тој елемент на препознавање, почитување на јавното добро како нешто заедничко е нешто што мислам дека треба да влези дефинитивно во образованието. Ја би сакала да искористам, бидејќи малку се приближуваме кон крајот, да кажам и 2-3 збора за високото образование. Кај нас дефинитивно е направен многу голем проблем со отварањето на многу голем број факултети. Јас неодамна разбрав дека во Македонија имало 24 или 25 правни факултети. Мислам, не ми се веруваше. Тоа е безсмисло, мислам, и вистина не знам зашто некоја држава би сакала такво нешто да направи. Значи, прво, значи се отвараа многу факултети, второ,
дефинитивно тие јавни универзитети и јавни научни установи не се поддржуваат од државата на начин кој што би покажал интерес на државата како за нивно развивање, меѓутоа исто така и за нивно искористување. Државата не ги користи, нив понекогаш, еве, денеска дури и на научен совет во мојот институт ние разговаравме и сакаме да ја поставиме прашање на новата влада која што се формира, дали има потреба од нас, што е она што го сака од нас, заради тоа што не нарачува научно-истражувачки проекти, не прашува за мислење, не бара анализи од нас, туку едноставно постоиме како некој орнамент, како некој украс кој што се знае дека секоја држава треба да има универзитет и научно-истражувачки институции, ќе им фрлиме сега по некоја паричка таму и нека молчат, нека седат, супер им е, нема зашто да ги искористуваме. Значи, и четвртиот елемент, на вистина, се она што представува достоинство на професијата во моментот е уништено, посебно кога станува збор за универзитетите и за професорскиот кадар. Дури не успеваме, што веќе во основното и средното образование успеа да го направат, да подпишеме колективен договор. Значи, толку е страшна ситуацијата, што оние кои што би требале да представуваат крем на интелектот, значи највисок интелектуален капацитет и слично, не можат да се изборат за подпишување на едноставен колективен договор со кој што ќе се регулираат оние основни работни права. Не зборуваме дури за квалитетно образование, не зборуваме за приближување кон развиените држави, кон вмрежување во универзитетскиот простор на Европа и на светот, туку за задоволување на елементарните работни права. Така што, ако го погледниме во целина образованието, во основното образование имаме проблеми кои што се поврзани дефинитивно со несоодветната содржина и несоодветниот пристап кон учениците. Имаме средно образование кое што е изфорсирано да биде задолжително, меѓутоа со тоа форсирање се уништува оној стручен елемент кој што би бил од корист на заедницата и посебно на бизнес заедницата. Високото образование е дезавуирано со тоа што се форсира отварање квантитетно, значи зголемување на бројот на факултети и универзитети, без да се вложат сили да некој од универзитетите да добие такви перформанси, таков квалитет, кој што ќе биде препознаен барем во оние први 1000. Еве, се откажавме од оние 500 први, така во светот сега одиме, дајте препарем во тие 1000 да влезиме на некаков начин. Значи, имаме големи проблеми за кои што треба да почнеме да разговараме, ама она што Емилија го спомна и Татја што го спомна, со оние кои што директно се вклучени во образовниот процес и оние кои што ги црпат кадрите од образовниот процес. Дали нешто имаме да додадиме тука, Емилија, Таја? Ја би да кажам дека какво ни е образованието до сега, таква ни и државата. Ако е тоа основната слика. Па така излегува. Образованието е основа за се во едно општество. Така е. И дефинитивно, и мислам дека она што твоја партија го форсира како еден од приоритетите, а тоа е професионализацијата, најверојатно во голема мера би требало да се однесува и на образованието. Потребни ни се и професионалци
како во наставниот кадар, меѓутоа како што спомна Емилија и професионалци во менаџерскиот кадар, во директорите, а не партиски испостави кои што и немаме директори, они се менаџери поново. А менаџери, не. Немаме директори, сега се менаџери. Ми се допаѓа тоа. Да. Добро, важно е. Одлично звање. Соодветно. Така. Добре, јас сакам да се надоврзам Ја на мислам ова. дека опативме доста. Да, се согласувам дека тоа е тој проблем што ви го наговестив, значи со запишувањето на 90% од средношколците на факултет, тука налета тој проблем и отварањето на многу факултети. И тоа не би било толкав голем проблем. Ние добро е да бидеме интелектуална држава. Ние се соочувавме со brain drain, така секојдневно се соочуваме, значи со одлив на паметни луѓе. Добро е ние да бидеме паметна држава. Добро е да имаме интелектуалци. Меѓутоа, проблемот е со појавувањето на голем број на факултети, падна квалитетот на факултетите. Оно што вие, професорке, го кажувате, значи падна драстично факултетот. Иако ние бевме порано во првите 500 факултети, сега не сме ни во првите 1000. Квалитетот на студирањето и на едуцирањето на кадарот драстично падна. И ние требаше тоа да го искористиме, ние го имаме спомнувано претходно како бизнис сектор, ние тоа требаше да го искористиме, отварањето на голем број на факултети, како еден вид на државна стратегија. Значи да направиме високо квалитетно образование и да привлечеме странски студенти. Ние направивме ниско квалитетно образование и ги претворивме сите факултети, и приватните, и државните, во бизнис центри. До тој степен бизнис... Клиентелизмот, бидејќи, да речеме, еден факултет обстојува од тие школарини кои што ги платјат студентите. И вика, ако не ја уплати кај мене школарината, ќе одиди на друг факултет, значи од секоја цена треба да биде задржан, а тоа по секоја цена значи дека се гледа низ прсти, се даваат оценки, се завршува во неверојатно краток период и едноставно, она што го викате, квалитетот е последното нешто за което размислуваме. Добро, ама видете, значи тоа е кога се размислува микроекономски, да речеме, и се гледа популацијата од максимум 2 милиони што ја имаме во државата. Меѓутоа, вие ако сте отворени и ако ја гледате Европа која е 710 милиони, тогаш нема да имате проблем со привлекување на студенти. Значи, квалитетот привлекува, не привлекува лесното завршување на образование. Тоа може би да привлече 5 студенти такви, лесно да завршат, или 10. Меѓутоа, вие ќе привлечете 200 странски студенти за еден факултет кои сакаат убав квалитетен образовен систем. Кога вие ќе се најдете високо на ранг листата, тогаш ние можеме да се бориме и за признавање на дипломите во Европа. Сега, со нискиот квалитет, ние само ќе тонеме. И што е најстрашно, во целата таа ситуација, во целиот овој хаос на образованието и претварањето на факултетите во бизнис центри, она што мене највеќе ме иритира е што македонските граѓани плаќаат иста сума како и странските граѓани. Значи тоа во ниедна држава не постои. Дури има уште еден многу пострашен момент. Нашата држава не дава стипендии на студенти за запишување на наши факултети и на наш универзитет, туку дава стипендии само за запишување на странски факултети и странски универзитети. И тоа не секаде. Не секаде. Треба да постои поддршка на студенти кои што немаат средства, кои што се многу добри, за кои што знаеме дека можат да бидат многу солиден понатаму кадар и да ги поддржиме со стипендии кои што ги оделе и за нивното запишување и завршување на нашиот универзитет. Меѓутоа, јас сакам само уште едно, никако нема
да се чувствувам убава ако не го спомнам пред крај, а тоа е за моето лично несогласување со постоењето на специјалните училишта за децата со посебни потреби. Значи, јас сум едно од тие кои што неверојатно многу се спротивставува на тоа и сметам дека и во основното образование, и во средното образование мора да најдеме начин за вистинска инклузија на сите деца со посебни потреби во редовното образование. Во сите развиени држави веќе тоа се прави долги години, има изградени многу добри модели со кои што се овозможува не само овие деца да го постигнат највисокиот собствен потенцијал, туку и заедницата да се научи на нивното присуство, да се научи на однесување со нив и понатаму да може да ги вклопи во секојдневното живење. Значи, ова навистина ми е некоја слаба точка и се обидувам и што е можно почесто да ја повторувам. И ја на крај да кажам за инклузија во настава, значи законот постои, не може да се имплементира затоа што ниту училиштата се направени за да се одвива настава, ниту пак услови постојат кај наставници за да се изведе тоа. Стварно треба обука за тие деца. Ја искрено, кога би ми дале да работам со такви деца, мене необучена, мене би било страв дека може само повеќе штета да му направам на тоа дете, отколку да му помогам. Сигурно. Добро, фала многу. Тоа е моје размислување. Од прилика часот на разговор, мислам дека повеќе отворивме отколку што затворивме теми, ама тоа е најверојатно и нашата задача за да може да покажеме как сте, на кои се полиња треба да се работи понатаму. Да, јас само би се наврзала, се согласувам со вас. Мене ми е многу жал и не можам да ја напуштам емисијата да не го спомнам тоа, за начинот на кој се третирани образовните кадри, значи наставниците, професорите, столбот на нашите деца, на идните поколенија, столбот на едно општество. Жалосно е она што го гледаме денес, кое се користи во политиката и кое се злоупотребува, на кој начин се злоупотребува образовниот кадар. Наместо да се стимулира, да се дигне на едно високо ниво, бидејќи цело општество зависи од тој образовен кадар, ние го гледаме на понижувањето на наставниците и на професорите секој ден. Значи, политиката мора да се тргне од овој дел, ако ништо друго не мора да се тргне, меѓутоа понижувањето мора да исчезне. Понижувањето во смисол, еве и Емилија спомна, и вие спомнавте, постои колективен договор. Значи, секој професор, наставник, образовен кадар има како треба да биде платен. Наставниот, образовниот кадар е платен 30% сигурно пониско од колективниот договор кој е подпишан. Значи, не е во исчекување, не го чекаме да го видиме, да го разгледаме, да го дискутираме, веќе е подпишан. Значи, се обврзала владата и државата дека тоа ќе го почитува. И сега, денес, ние се соочуваме наместо еден наставник во средно или основно образование да добива плата од 45.000 динари, тој добива плата од 25.000 динари, да речеме, од прилика, сега јас не ги знам нели износите точно. И истиот да се злоупотребува за политички цели, да се кажува дека ќе се зголеми таа плата за 5%, а овие 25% каде се? Што е оштетен наставниот кадар? Кој ќе ги врати тие низ годините што се оштетил образовниот кадар за 25%? Значи, тоа е понижување. Имаме време да го објаснам ја тоа? Ајде. Малку време. 2 минути е. Значи, тоа е проста математичка пресметка. Коефициентот на сложеност на работно место предвидено според колективен договор за основно образование е 2,503. За средно е 2,533.
на плата од 12.000 денари. Ако Не се може пресмета... плата од 12, не. Минималната плата е 14.500. Ова... Не, и од овој месец се зголеми. Сега е Така, 14. минималната плата основа. Основа е ова, 12.500 денари. Ако се пресмета по 2,503 коефициент, кој е според колективен договор, платата е 31.000 денари. 12.500 денари основата, на нас во основно ни ја пресметуваат по 1,81 коефициент и платата е 22.600. За средните училишта по 1,89 е коефициентот по кој што се пресметува платата. Директно кршење на закон за и во средно и во основно образование. Не знам дали некој ти одговара. Во високото образование има уште еден момент покрај ова, а тоа е дека не се исплатува минатиот труд и покрај тоа што според законот би требало да им се исплатува на сите вработени во високообразовните и научните институции и минат труд. Така што имаме едно неверојатно големо изигрување на целиот образовен кадар од страна на државата и дефинитивно тоа доведува до омаловажување и недостоинствен третман и деградирање. Максимално деградирање. И немање мотивација кај нас за работа и за постигнување повеќе резултати. И ние не сме мотивирани. И уште еден момент што не е платен во овој период, нели, со здравствено-економската криза. Значи, наставниците не беа воопшто почитувани за трудот што го вложија со дигиталното образование, кое одземаше, јас не сум наставник, меѓутоа ги следев процесите, Емилија ќе се согласи, со дигиталното образование, па сигурно двојно повеќе одземаше време, тоа беше тотално неиспочитувано, дури беше третирано од принципот наставниците да седат дома. Жонглирање и користење магии за да се спроведе наставата без никаква обука, онлайн настава. Сега ни нудат некои алатки, најверојатно ќе ги почнеме да ги применуваме од септември. Добро, ама видовме дека имаме способни наставници, кои што без материјал, без претходна обука, без никаква поддршка да направат чуда. А сега, што ги им даваме кога еве можат и вака, така? Па ете, тие се носителите на општеството, способните наставници, тие ни го чуваат системот. Тања, таа деградација на нас доаѓа од многу малку примери кои што не си ја работат работата, сите знаеме на кој начин дошле до позиција да бидат вработени. Политиката си ја одигра својата улога и уште ја игра. Најлошата улога. Ние тука значи да постоиме и се формиравме да го исфрлиме тоа и да се насочиме кон професионализација. И ќе бидеме упорни и се надеваме дека ќе барем малку ќе придонесеме во таа насока. Благодарам многу. Мислам дека можеме да продолжиме вака да разговараме за образованието и понатаму и се надевам јас дека ќе имаме шанса да влијаеме на овие процеси и да направиме некаква промена која што барем дел од овие барања ќе ги задоволи. Се најубаво и се. Да се надеваме, нема откажување, ви благодарам за поканата. Добра ноќ.